Како сте вечерва? Знаете зашто ве прашувам јас секоја вечер како сте? Додека студирав во Скопје имаше таму еден човек и често се среќававме и ми поставуваше прашање како си? И јас ќе му кажам, па добро, ама не, како си? И додека не му кажам дека сум супер, не се откажуваше од прашањето. Значи, вечерашнава тема препораки за правилна исхрана. Првата тема беше нели за фактори за долговечност, втората за клетките на имунолошкиот систем, знаеме дека се тоа, нели научивме синоќа дека се тоа леукоцитите. И вечерва препораки за правилна исхрана. Ова пирамида што ја гледаме, пирамида на исхрана, ќе ја видиме на крајот на предавањето. Најчести фактори кај кои се прави грешки, а кои се најчести предизвикувачи на хронични болести, се смета дека се физичката активност и исхраната. Меѓутоа тие и најлесно можат да се коригираат. Хронични болести кои што постојано ги спомнуваме, мислиме на кардиоваскуларни заболувања, на рак, на висок крвен притисок и на диабетес. Се смета дека главен фактор за смртност во развиените земји се срцеви заболувања и ракот, и тоа заземаат околу 75% од смртноста на цел свет. Ризични фактори за срцеви заболувања и за рак се смета дека се изобилство на шеќер, изобилство од масти, пушење цигари, недостиг на храна богата со комплексни јаглехидрати. Имаше некоја забелешка зошто постојано алудирам на алкохолот, на цигарите, значи тоа е еден од факторите што се штетни воопшто на здравјето. Ние не можеме да го елиминираме затоа што нели не сакаме да слушаме дека баш ете алкохолот е тој. Хроничните заболувања се смета дека се манифестација на прејадување и на нерамнотежа во исхраната. Внимавајте, значи не е причината дека немаме за јадење, туку премногу се прејадуваме и има нерамнотежа во исхраната. И сето тоа во голема мера може да се спречи. Од друга страна пак, многу епидемиолошки и клинички податоци докажале дека високата потрошувачка на растителна храна, на комплексни јаглени хидрати, води до намалување на овие хронични заболувања. Рековме, тие се срцеви заболувања, канцерогени заболувања, висок крвен притисок и диабетес. Значи, оние заболувања кои што се предизвикани од начинот на живење. Еве една констатација од една писателка. Слушате го внимателно. Има многу девојки кои се мажат и имаат семејства кои имаат многу мала идеја за практични вештини кои треба да ги поседува една жена и мајка. Тие умеат да читаат или да свират на некој музички инструмент, но не знаат да готват. Не можат да прават вкусен леп, што е многу важно за семејното здравје. Да готвиш добро, да ставаш здрава храна на масата по прикажаниот начин, бара интелигенција и искуство. Оној кој ја подготвува храната, која ја ставаме во желудникот, храната која се претвора во крв за подхранување на организмот, има многу важна улога. Позицијата на секретарка, шивачка или учителка по музика не може да е еднаква по значење со она на готвачката. Се надевам дека повеќе ќе ги цениме луѓето што ни готват храна дома. Која е врска меѓу ракот и исхраната? Еве две констатации. Која е врската? Зеленчукот и овошјето се богат извор на голем број хранливи материи и има голем број докази дека зеленчукот и овошјето вршат важна улога за заштита и развој на рак. А многу студии исто така покажале дека исхраната богата со овошје и зеленчук има превентивен ефект во однос на ракот. Луѓе кои конзумираат многу овошје и зеленчук имаат речиси 50% помал ризик за појава на рак од останатите. Која е поврзаноста на мастите и холестеролот со срцевите заболувања и со ракот? Високото ниво на холестерол е фактор на ризик за кардиоваскуларни болести. Имаме заситени и полинезаситени масни киселини. Заситените масти тие се наоѓаат претежно во храната од животинско потекло. Тука спаѓаат путер, месо, млеко, јајца, сирење. Тие се тие што го зголемуваат на холестеролот во крвта. Значи ова добро запамтете го, во храна од животинско потекло. Додека полинезаситени масни киселини ги има во пченкарното, сончогледовото масло, во маслиновото масло, лененото масло и така натаму. Сите овие го намалуваат нивото на холестеролот. Сите овие се од растително потекло. И сега треба да запамтиме дека вкупната количина која што ја консумираме на масти треба да се намали.
без разлика дали е од растително или од животинско потекло. И нешто за трансмасните киселини. Овие трансмасни киселини не се природни киселини, не постојат во природата, тие се резултат на вештачко производство. Тоа се брза храна, чипс, тестенини, друга комерцијална храна, сите тие се богати со овие масти и содржат, речиси, 50% од нив, значи трансмасни киселини. Како се добиваат тие? Тие се добиваат со загревање и пржење на масти, особено на полинезаситени масни киселини. Тие ги спомнавме претходно, значи тие се посебно оние од растително потекло. И нивното загревање треба да се доведе до минимум, бидејќи затоплувањето произведува трансмасни киселини и други штетни материи. Значи маслиновото масло, лененото масло, сончогледовото масло, кога се загреваат, се претвораат во трансмасни киселини, затоа не се препорачува пржена храна. Трансмасните киселини го зголемуваат нивото на лошиот LDL холестерол и го намалуваат нивото на добриот или HDL холестеролот. Ке ги спомниме и омега-3 и омега-6 масните киселини. Овие се содржат во ленено семе, ореви, соја, никулци и друга вегетаријанска храна. Истражувачите веруваат дека совршено примање на омега-6 масни киселини треба да е околу 4 до 5 пати повеќе отколку земање на омега-3 масни киселини. Затоа и се промовира јадење со повеќе риба и внесна рибино масло. Меѓутоа, првата реченица, нели, спомнато е каде на друго место ги има во растителната храна, а оние кои што конзумираат мрсна риба треба да се свесни за потенцијалното присуство исто и на тешки метали, особено жива, олово, никел, арсен и кадмиум, како и загадувачи растворливи во масти. Што значи дека е препорачливо најдобро да се користат овие масни киселини од ленено семе, ореви, соја и никулци, отколку од рибата. Не е потребно да се прибегнува кон рибата или субститути на рибино масло за да се добие потребната количина важни масни киселини во правилни пропорции. Еве и лененото масло содржи околу 55% алфа-линоленска киселина, 3 пати повеќе омега-3 масна киселина отколку омега-6 масна киселина. Сега треба да бидеме предпазливи со лененото семе, бидејќи тоа масло лесно засилува и многу брзо, нели, секојаш треба да се подготвува свежа, да се користи во рамки на најмногу 3 седмици, а најдобро е да се измели, нели, пред користење едно лажиче, пред употреба. Оревите исто содржат многу омега-3 масни киселини, како и сојата, темнозелениот лиснат зеленчук, маслиновото масло. Значи гледаме дека нема да имаме недостаток на масти ако не користиме риба или месо. Калциум и остеопорозата. Кои се тие фактори кои што делуваат на физиологијата на калциумот? Пушење, недостаток на подвижност, недостигот на естрогени, тоа се кај жените најчесто, алкохолот и приемот на калциум. Како тоа прием на калциум да придонесува до остеопороза? И ќе се прашаме, нели остеопорозата е болест каде што треба да се внесува повеќе калциум? Ќе го видиме и тој парадокс, што е причината. Светската здравствена организација вели дека денес е сигурно дека внесувањето на калциум е клучниот фактор пресуден за густината на коските и губењето на коскената маса кај постарите. Диети богати со протеини и соли го зголемуваат губењето на коскената маса. Како тоа остеопороза? Остеопорозата всушност е болест каде што се распаѓаат коските, значи се губи калциумот и тие се порозни и лесно кршливи. Посебно кај жените се случува тоа после постменопаузалниот период. Меѓутоа овде вели дека тоа внесување на калциум уште ја влошува таа состојба. Дури и диети богати со протеини и соли го зголемуваат губењето на коскената маса, ќе видиме зошто. Недостаток на вежбање е еден од најважните фактори на ризик на кој се обрнува повеќе внимание. Значи треба и доста вежбање, но сте слушнали ли некогаш дека пушењето и алкохолот се оние причини кои што предизвикуваат остеопороза? Овој факт е табу тема и нели се колебаат луѓе кога размислуваат за ова, зошто? Затоа што сакаат да си ги оправдаат секојдневните навики. А што да кажеме за диетата богата со протеини? И тоа е табу тема. Всушност не е табу тема, туку веќе е откриено зошто. Протеините и калциумот. Биле испитувани 3 групи на луѓе и сите консумирале 1400 мг на ден калциум, но потрошувачката на протеини им била различна. Сега она група која користела само 48 грама на протеини на ден,
тие покажуваат позитивен биланс на калциум. Значи внесувале многу малку, а сепак не губеле калциум. А во исто време, групите кои земаат повеќе протеини покажуваат загуба на калциум пропорционално на приемот на протеини. Значи, оние кои што примале многу повеќе калциум, протеини, губеле многу повеќе калциум. Овој висок внес на протеини го зголемува ризикот од камења во бубрезите. Се мисли на протеини, ќе видиме натаму, се мисли на протеини кои што водат потекло од животните. Препорачан дневен внес на калциум е многу различен во различни земји и во САД се смета дека таа препорачлива доза е 1200 грами за возрастни. Меѓутоа, ваквото високо ниво не може да биде постигнато посебно кај вегетаријанците без потрошувачката на млечни производи или без калциум во исхрана. И според тоа Светската здравствена организација го застапува ставот дека е потребно само 400 до 500 грама дневно на калциум. Не толку колку што е кажано во САД, значи 1200 грама. Високиот внес на фосфор исто така предизвикува загуба на калциумот. Значи ова да го запамтиме посебно по старите лица. А каде го има фосфорот, главни извори на фосфорот се месото и млечните производи. Значи, овој парадокс на калциумот, зошто парадокс? Има потреба од објаснување на ова. Нивото на фрактури, на скршеници на колкот се повисоки во развиените земји каде внесувањето на калциумот е поголем, отколку во земјите во развој, каде внесувањето на калциум е помал. Акумулираните податоци денес покажуваат дека штетните ефекти од протеините, особено животинските, но не и растителните, може да го надминат позитивниот ефект од земање на калциум или на калциумовиот баланс во организмот. Што значи дека оние протеини од животинско потекло ни го влечат калциумот од коските, не ни помагаат да внесеме калциум. Многу луѓе мислат дека ако пијат млеко во кое има калциум, дека ќе имаат подобри или цврсти коски. Не, калциумот во ваквите производи, оние од животинско потекло, уште ни го влечат калциумот, нели протеините, овие протеини ни го влечат калциумот од коските. Што е со железото? Железото примено преку вегетаријанска исхрана може да биде прифатено во целост во неорганска форма, значи необработено. Апсорбцијата на неорганското железо се олеснува со помош на потрошувачка на витамин С кој го има во изобилство во растителната храна. Што е со витамин B12? Сега тука се соочуваат со проблем оние вегетаријанците затоа што витамин B12 или цијанокобаламин, тој има најсложен хемиски состав од сите витамини, важен е за нормално функционирање на мозок, на нервен систем, како и за формирање на крвта, значи доста битен витамин. Се произведува од бактерија, не се содржи во растенијата, освен во процесот на распаѓање. Значи, вегетаријанците имаат проблем со овој витамин затоа што не може да го примаат од растителната храна. За негова апсорбција е потребен внатрешниот фактор, протеин произведен од париеталните клетки во желудникот. Тој тука и се абсорбира, всушност се абсорбира во тенкото црево, во дебелото црево исто се произведува од бактериите, меѓутоа нема каде да се абсорбира, значи веќе местото за апсорбција, за примање во организмот е поминато, а тоа е тенкото црево. Веќе храната поминала во дебелото црево и не може да се прими покрај тоа што е произведено. Оние пациенти кои што имаат атрофија, значи оштетен желудник или пак оперативно отстранет желудник, имаат потреба од мускулни инекции со витамини B12. Дневната потреба е многу мала, 1 микрограм на ден, и бидејќи нема сигурен и доволен извор на витамин B12 во растителната храна, целосните вегетаријанци треба да ги примаат овие дневни потреби или со храна, или засилени со витамин B12, или пак со постојана употреба на негови заменици. Значи треба да бидеме внимателни. Сега, ова е од особена важност за бремени и доилки, меѓутоа интересно е дека не сите вегетаријанци, значи не сите вегетаријанци имаат недостаток на B12, меѓутоа тоа сигурно треба веќе да се испитува нивото на витамин B12 во крвта. И тој мит за протеините, експертите на Светската здравствена организација тврдат дека деца и возрастни кои се хранат со храна која се состои од зрнеста храна и житни култури, спокојно можат да ги покријат потребите од протеини. Значи не мора дополнително да внесуваат протеини. Не се познати предностите од зголемување на енергијата на протеинска основа, а високиот внес може да има штетен ефект, а тоа е прекумерна загуба на калциум во телото и забавување на бубрежните функции, карактеристично за староста.
Значи гледаме дека вегетаријанците не страдаат од недостаток на протеини, напротив, тие се многу подобри во здравието отколку оние кои користат. Иако повеќето вегетаријански диети надминуваат препорачана дневна доза на протеини, тие многу често обезбедуваат помалку протеини од невегетаријанците. Низок внес на протеини што овозможува подобро задржување на калциум кај вегетаријанците, подобро функционирање на бубрезите кај луѓето со оштетени бубрези, а нискиот внес на протеини, значи низок внес на доведува и до низок внес на масти. Зошто? Затоа што обично храната која што е богата со протеини е богата и со масти. Значи ако месото содржи 40% протеини, 60% содржи масти. Затоа не се препорачува, затоа што нели протеините може да ги најдеме и во растителната храна. Растителните извори на протеини ја обезбедуваат потребната количина на аминокиселини. Полнозрнестата храна, махунарките, зеленчукот, семето и оревите содржат аминокиселини. И намерно комбинирање на овие аминокиселини не е потребно со трупање на многу храна на едно место. Само еден пример, тоа го имам кажано претходно, некои сигурно од вас го знаат. Во време на војна, кога живеела една фамилија со 10-12 деца, кога немале што да јадат, јадале само компири и после долго време кога еден член од фамилијата слушала предавање од доктор, а веќе била околу 50 години, дури тогаш разбрала зошто сите деца биле и прави, и здрави, и дури дочекали долг живот. Затоа што сите аминокиселини се содржани во компирот, а многу луѓе мислат дека треба да ги комбинираат овие растителни трупки и храна за да ги добијат сите аминокиселини. Значи нема потреба од намерно комбинирање. И ова писателка вели, не треба да има многу различни видови храна во рамките на едно јадење, но не треба да имаме и јадење што ќе се состои постојано само од иста храна. И заклучокот на Светската здравствена организација е дека здравствените цели покажуваат дека на здравствените потреби на општеството најдобро одговара храна богата со многу сложени јаглени хидрати, сиромашна со масти и храна која содржи скроп, например житарици, махунарки и корени и трупки, како и значителна потрошувачка на овошје и на зеленчук. Значи, Светската здравствена организација конечно ја откри онаа правобитна исхрана што Бог им ја даде на човештвото пред неколку илјади години. Кога рече Бог, еве ви ги давам сите треви што се осеменуваат по целата земја и секое дрво што има во себе плод, што го носи своето семе во себе, тие ќе ви бидат за храна. И на крајот ви реков дека ќе ја видиме пирамидата на исхрана, каде што гледате дека основата е 8 чаши вода, што е еднакво на 2 литри вода дневно за секој човек за 24 часа. Следната храна што е добра и што треба често да ја користиме, тоест најмногу, се житариците, оризот, сега тука пишува и тестенини, тоа е дискутабилно какви тестенини. Понатаму зеленчукот и овошјето, а на врвот на пирамидата се млекото, млечните производи, месото, рибата и јајцата, што треба многу помалку да ги користиме, и најмалку масти, масла, сладки, односно шеќери. Значи гледаме која е таа храна што најчесто треба да ја користиме. Се содржи во трите главни дела на пирамидата, а тие двете горе на врвот, ако можеме и воопшто да не ги користиме. Следната тема е како да се справите со стресот, а таа ќе биде утре вечер. Па повелете ако ви се интересни предавањата. Благодарам.